Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со професор доктор Драгана Петровска од Универзитетската клиника за неврологија, оперската певица Тамара Ангеловска и поетеса Јасмина Јошевска. Останете со нас до 11 часот. Така, ја видовте најавата и време е да си ги поздравиме нашите гостинки. Денеска ќе имаме извонредно женско друштво со кој што ќе позборуваме на сето она кое што тие професионално го работат. А верувам дека ќе ни споделат нешто и од приватниот живот, она кое што милуваат да го прават. И во овој дел ќе ви бидеме домаќинки јас и Милина. Миленче, добро утро за тебе. Добро утро, Вера. Добро утро за нашите драги гледачи, за нашите прекрасни гости. Веќе имаме многу убава енергија, 5 жени собрани на една маса, мислам дека ќе биде интересно. И верувам дека ќе има многу муабети, 5 жени кои ќе се соберат, знаеш како е. Една да каже, друга, трета, но добро е што сите наши гостинки се од различна сфера, така што ќе слушнеме и ќе дознаеме многу нешта поврзани со нивните професии, но и ќе научиме нешто, а верувам дека ќе добиеме и многу совети, посебно и од нашата докторка која што е тука, но секако и од Тамара и од Јасмина. Така е, Милина, енергијата позитивно веќе се забележува. Ете си го пиеме нашето утринско кафе, верувам дека почитувани и вие тоа го правите со нас и дека ќе го задржиме вашето внимание. Веднаш до мене е професор доктор Драгана Петровска од Универзитетската клиника за неврологија. Невролог, добро утро. Добро утро, Верче. Многу ми е драго. Ете во овој дошлив ден, малку да пренесеме убава енергија од другата страна на камерата, односно нели да им посакаме убав, среќен и успешен ден на сите наши гледачи. Така е, веднаш до вас ние по прв пат во утринската Здраво Македонија, Тамара Ангеловска, која што е оперска пејачка. Добро утро, Тамара. Добро ве најдов, прекрасно студио, прекрасни водители, прекрасни гости и за мене е чест да бидам дел од вашата емисија. Така, навистина изминатата година беше особено, да кажам, активна за тебе, ако може така да се каже, за кое што секако ќе имаме време да позборуваме и токму затоа си денеска тука со нас, всушност да слушнат гледачите дека нашите оперски пејачи можат успешно да творат и да работат надвор. Веднаш до вас не е Јасмина Јошевска, поетеса која што не е по прв пат во Здраво Македонија, но има одличен повед, веќе има 2 нови книги и секако она манифестација која што традиционално веќе ја правите и е со хуман карактер. Добро утро. Добро утро, ви благодарам што сепак повторно сум со вас. Така е. Треба да се подсетуваме некако во ова дигитално време, убаво да се слушне дека се уште има ентузијасти кои што сакаат да го напишат збор на хартија, која што се печати и бидејќи некако во дигиталното време све сме навикнати со дали телефони, дали компјутери, таблети, нешто на нив да скроламе, условно кажано, но мислам дека чувството да се земе нешто во раце и да се проучита воде, дека навистина се уште еден благодет. Па за мене секако дека е, затоа што со создавање на едно ново дело пулсирам низ ова време, не време, така можам да го наречам. Така да мислам дека сепак делата остануваат забележани и да постојам до крај. А и после крајот нели нема крај, па ќе ми има преку делата. Така е, да, убаво кажано. Доктор Драгана, еве да започнеме некако со вас, бидејќи неминовно не е здравјето, а здравјето навистина не е најважно на сите. Овие промиливи временски услови, колку се критични или некритични за луѓето, кога треба всушност да се внимава, кога станува збор за мозочниот удар? Така, убаво прашање. Директно времето не делува на нашата здравствена состојба, меѓутоа индиректно навистина многу знае да делува, бидејќи кога имаме вакви осцилации, односно промени, кога самиот притисок на воздухот се променува, индиректно делува на течноста во нашето тело и автоматски со тоа се зголемуваат ризиците од добивање на акутни невролошки болести, како што е мозочниот удар. Како делува? Секако делува преку промените на
крвниот притисок. Вообичаено при вакви временски промени како што е пролета и есента имаме зголемен пик на пациенти со мозочни удари од основна причина што имаме нагли скокови во однос на крвниот притисок, што секако е еден од, да кажам, најголемите ризици за добивање на мозочен удар. Всушност, околу 70% од модифицирачките фактори кои што делуваат на појава на мозочните удари е токму неконтролираната хипертензија. Во однос на мозочните удари, ќе споменам дека најголемиот процент се исхемични мозочни удари, каде што практично причината е згрушокот, кој што ќе настане локално на некој од мозочните крвни садови или пак ќе се покрене со циркулацијата од друго место, најчесто место е срцето. Знае, нели, во вакви променливи временски услови да имаме и пореметен ритам на срцето, односно пациенти кои што се лекуваат од атриална фибрилација, едноставно да влизат во еден циклус каде што немаме добра контрола на ритамот на срцето и нормално на тој начин во самото срце да се создадат крвни згрушоци или тромби кои што ќе се покренат во циркулацијата. Двете главни места каде што завршуваат тие згрушоци се мозокот и белите тромби. Има ли знаци за да препознаеме нешто такво непосредно пред да се случи? Не секогаш, за жал, затоа и се вели мозочен удар. Значи доаѓа многу често ненајавено, без предходно да имаме најава, но кај дел од пациентите имаме и најава, позната како транзиторна исхемична атака, кога ќе се појави некаков невролошки дефицит кој што е минлив. Значи, бидејќи ова емисија посветена на општата популација, имаме, сакам да ја пренесам една скала, тоа е FAST скалата или брзо преведено на македонски, со основни знаци кои што членот на семејството ќе го насочат да размисли дека неговиот родител, неговиот партнер и така натаму има во моментот знаци за настанување на мозочен удар. Тоа се, кованицата доаѓа од зборови кои што не упатуваат на мозочен удар, F или face. Имаме нагло спуштање на устниот акол, значи се видоизменува лицевата експресија. Потоа имаме A, односно arm, имаме покрај спуштениот усен нагол имаме и неконтрола на движењето на едната рака, односно паѓање, неможност да се подигне или да кажеме имаме неспретност во самата рака. Потоа имаме S, доаѓа од speech, односно имаме промени во однос на говорот, или не може воопшто да зборува, или отежнато зборува, или не го разбираме. И нормално time is brain, односно мозокот е време. Време е веднаш итно да се повика итна медицинска помош со цел да се донесе овој пациент до единици за третман на мозочни удари, каде што ние ќе направиме брза диагноза и ќе дадеме адекватна терапија. Така, дали временскиот период е исто значаен, дека тоа треба да се направи час поскоро, што сте вели? Бескрајно не е значаен, затоа што нервното ткиво по својата структура не може да трпи долго време исхемија, односно недостаток на кислород, така да имаме ние во однос на терапијата временски прозорци. Значи, временскиот прозорец е од времето на настанување на симптомите до давањето на терапијата. Изгледа 4,5 часа може би многу, меѓутоа тоа е навистина кратко време. Време каде што треба да сместиме од појава на симптоми, транспорт, нас ни треба време да направиме диагноза, или треба да земеме лабораторија, да направиме компјутеризирана томографија на мозокот, милиарда исклучувачки фактори има, малку вклучувачки фактори и да ја дадеме терапијата. Терапијата е практично се аплицира интравенски, терапија која што го разградува крвниот згрушок или тромболитична терапија. Таа апсолутно се администрира во болнички услови. Се дава дел од дозата во болус, другиот дел за 1 час. За тој час апсолутно многу будно го следиме пациентот, како во однос на виталните параметри, така и во однос на невролошката реакција. Точно, може да оди на полошо, може да оди на подобро.
И меѓутоа, нели не е толку се црно сценарија, бидејќи имаме пак уште некои 2 часа пролонгиран временски просорец, каде што во однос на третманот влетуваат колегите кои што се од радиологија, односно неврорадиолози, кои што веќе нели со поагресивен третман треба да го средат овој згрушок, а тоа е со механичка тромбектомија. Значи се влегува со метални навигации, со катетер, со мрежичка треба да се отвори над згрушокот и да се извлече. Бога ми многу работа и многу прегледи во тој момент кои што се клучни за не дај Боже нели да не остане човекот инвалид Да, од едната статистиката страна. е страшна, нели статистиката е страшна бидејќи 1/3 од пациентите остануваат со телесна попреченост. Сакам да напоменам дека водечка причина за попреченост во светот, па и кај нас во Македонија, е токму мозочниот удар. Добро, затоа и ја имаме како тема да се зборува, да се зголемува свесноста. Тамара, вие во 2025 година бевте дел од една голема турнеја во Кина како солист во проект Аниме Симфонија, кој што навистина е еден спектакл кој што се изведуваше во повеќе европски држави. Кажете ни малку повеќе за оваа турнеја, о која што секако вие бевте дел. Така, ова турнеја ја работам веќе повеќе од 3 години заедно со Српскиот симфониски оркестар во продукција на Интернационалната оперска фондација од Белград. Имам чест да настапувам како солист и понатаму. Минатата година бевме на турнеја во Кина, во повеќе градови, како што се Пекинг, Шангај, Линчжоу, не ги знам сите кинески градови, сега не ги паметам. Но навистина беше прекрасно. Може да кажам дека самата организација на сосема различно ниво отколку тука во Европа. Навистина бевме пречекани спектакуларно. Јас за прв пат имав можност да настапувам во толку големи арени. И сега следниот проект заедно со Аниме Симфони ни една турнеја во Романија. Првиот концерт е во Букурешт, исто во една преголема сала, и тоа е една голема одговорност бидејќи се пее на јапонски јазик. Јас јапонскиот јазик не го зборувам и секогаш се трудам да настапам многу професионално, така да ми требаше огромен временски период за да Какви беа коментарите во однос на тоа, дека добро сте совладале сега за сега? Да, бидејќи диригентот е јапонец и може да кажам доста строг, многу внимаваше на тоа како ќе изговарам, дали правилно артикулирам и сето тоа, така да штом тој е задоволен, сметам дека сум се справила. Дека се одговорила професионално на задачата. Колку се тие предизвици важни за еден оперски пејач, за тоа што ете настапувате на секаде низ светот, има сега таа јазична бариера која што треба да се совлада? Така, јас зборувам 5 јазици, благодарение на мојата мајка која е професор по француски и италијански, и јас и мојата сестра зборуваме од 3-4 годишни и француски и италијански. Колку предност, поздраво мајка. Да, така, и заради тоа може да кажам дека тоа ми беше улеснителна околност. Исто така студирав во Бугарија, каде што студирав и глума, и заради глумата требаше да го совладам многу добро, како и правопис и правоговор бугарски, така да во меѓувреме научив и бугарски, англискиот секако треба, бидејќи кога пееме во повеќе европски градови, мислам дека тоа е универзалниот јазик на кој што се разбираме со нашите колеги од секаде. Браво, колку успех до сега, а си толку млада, имаш уште толку пред тебе, браво. Така, еве, кажа дека, освен што си оперска пејачка, ти си и магистар по акторско мајсторство. Каква сушност е оваа вештина, дисциплина? Тоа е глума всушност. Така? Да, тоа е глума. Кога требаше да се запишувам на факултет, јас тука завршив средно музичко училиште, не можев да се одлучам дали да станам глумица, дали да станам пејачка. И кога ме примија на конзерваторијата по оперно пеење, решив дека би било добро да се запишам истовремено да студирам и друг факултет, каде што ќе се надоградам како целосен артист. И тоа денеска ми помага навистина многу за улогите што ги играм во театрите. Исто така многу често, еве пред 2 недели снимав една серија во Бугарија,
Сум била дел и од други ТВ проекти исто во соседна Бугарија. Поврзани со телевизијата. Точно. Така да може да кажам дека е многу интересно искуство и е доста поврзано со самата опера. И си уште не можеш да се одлучиш што повеќе сакаш актерство или сцената како оперски пејач? Многу интересно, на едно интервју имав кажано, операта ми е како сопруг, а глумата ми е како љубовник. Интересно. Интересно, да. Ќе се задржиме кај уметноста, но овој пат се смина малку за пишаниот збор. Нашата публика те знае. Си била и гостинка и сме правели многу прилози, но главниот повод зашто сте денеска тука се Пулс на егото и Малиот херој. Значи нешто за најмладата публика, нешто и за повозрасната твоја публика. Ајде малку прво за Пулс на егото. Ќе сними малку и колегата за какво дело станува збор. Малку да откриеме за да имаат зошто да читаат нашите гледачи. Така. Ова е книга поезија, сепак е нешто што е добро приказна на некој начин, затоа што е огледало на самиот читател, каде ќе се пронајде не еднаш, можеби и повеќе пати кога ќе чита, затоа што мислам дека поезијата не се чита еднаш, не можеш да ја разбереш. Имам кажано дека во едно расположение се чита едно, кога си во друго расположение ќе прочиташ сосема трето. А и егото така реагира. Така да баш во Пулс на егото се работи точно за егото на луѓето, затоа што голем предизвик ми беше овај пат оваа тема. Секојдневно се соочувам со луѓе кои што се надминале дури во сопственото его и веќе не се човечни. За жал, не се работи тука за жени или мажи, тука се уфатени буквално сите, затоа што она што ми се случува буквално секој ден, дојде од тој немир на тоа его, па ги прашувам каде ги носи егото, дали ги однесе толку напред или ги уназади за да сватат дека не се веќе човечни, за жал во денешното постоење. Предизвикот кој си го дадов на себе да пулсирам низ оваа книга е токму тоа дека со една искреност навлегувам и психолошки малку. Така. Затоа што барам од самиот читател да се пронајде, а тој се пронаоѓа, затоа што ја сваќа вистината за себе. Меѓутоа, дали тоа ќе си го признае после тоа или не, пак зависи од самиот читател. Има само свесност меѓу другите. Да. Меѓу другите, да. Колку сме свесни за сопственото его, каде не носи тоа и што ќе направи од нас, мислам дека доволно прашувам внатре, има и доста одговори. Меѓутоа, пак ќе речам, зависи од самиот читател како ќе си одговори на себе, колку ќе се пронајде во сето тоа. Меѓутоа, навистина ги предизвикувам да навлезат малку во Убава навистина себе. тема. Јас кога го прочитав баш името и насловот на книгата која што го имаше ставена, размислував буквално на овие теми. Верував дека тоа ти е некоја мотивација, познавајќи те, нели, и со другите книги кои што си ги напишала и си ни била тука гостинка, но мислам дека некако како луѓето да се креираат своји вистини. Точно. И не сакаат да ја видат реалноста. Си ја креираат својата вистина и си живеат така без разлика, нели, дали тоа сега е реално оправдано или не оправдано. И некако тука може би доаѓа тој некој конфликт кој што луѓето го имаат со егото и сето она кое што некако да речеме твојата мотивација која што ја опиша секојдневно што го доживуваш. Ама затоа кај децата го нема тоа, за среќа. Се уште. Затоа имаме прекрасен Малиот херој. Малиот херој. Така. Јас почнав да читам, ама веќе влеговме во етер, не успеав да ја дочитам, ама можам да забележам дека инспирацијата е пак од нешто што е наше секојдневие. Точно. Со самиот момент многу згради, малку зеленило, но дечињата едва и нашле едно место за да си играат и тука застанав. Малото во Скопје. Да, значи реалноста во главниот град е таа. Навистина е од значи случување во денешно време, меѓутоа сосема нешто друго, затоа што самата книга Малиот херој покажува дека херој не е некој дете кој што треба со сила да прикаже дека треба да е херој, неговата сила е во помагањето на другарчето кога има проблем. Дека не треба да се бега, туку треба да ги научиме децата како може да помогнат, како треба да се најдат во моментот кога треба, без разлика за каква ситуација станува збор. Токму Малиот херој носи една таква порака, сепак е морална порака и мислам дека успевам некако да допрам и до децата и до возрастните. Треба да се зборува, да се подсетуваме постојано на тие
на тие Имате работи. 4 деца, така да знаете многу добро што треба да се зборови, што Точно. треба да се советува, затоа што во денешно време мислам дека не е воопшто лесно да се растат и да се воспитуваат деца. Па понекогаш ги оставаш сами на себе да се соочат со некој проблем затоа што нема да научат поинаку колку ти да ги советуваш и да им кажуваш. Меѓутоа добро е ако научат од сопствената грешка, нормално да не е некоја преголема, па Така. тука веќе не сме делували. Зборуваме ние. во граници на толеранција, нормално се Меѓутоа, како со 4 деца мајка, мислам дека сум задоволна до сега, веќе се возрастни, 24 сино, 22 керката и 18 близнаците. Синови се. Браво. Да, сите се веќе полнолетни. До сега сум задоволна, од сега понатаму не знам, меѓутоа до сега што го проследувам во нивното растење, разбирање, култура, она што ме гледаат дека го правам, покажувајќи им еден друг пат, светол пат, далеко од она што навистина не турка. Секојдневно пак мора да го спомнам, извини. Е тоа дека навистина сме се разбрале до некаде. Разбрале многу работи, моите деца и работат и учат. Така. Не им дозволувам дека се мои па ајде сега настапете како не треба. Мај возрастни се Далеко веќе од тоа. големи се. И кога ќе слушнам од нив, се гордеам со тебе, ова што го Така. правиш, зашто правам многу повеќе од нели самото издавање на книгите. Да. Мислам дека како наградата што добивам од публиката, кога ги слушам нивните зборови кон мене упатени, така и од сопствените деца ми значи многу, зашто сепак ти ми се горивото и она оди напред. Нивна валидација на сето она кој Сепак ми значи, нормално. А и нивната поддршка. Точно. Да. Точно. Така. Доктор Драган, еве колку вие се соочувате да речеме со егото кај пациентите? Повеќе се соочувам со егото кај колегите отколку кај така? пациентите. Добро. Добро, тоа е составен дел од нашето битисување, од нашето живење. Јас, нели, можам да кажам, немаат, не би рекла. Да. Човек кога е во ситуација со нарушено здравје, апсолутно нема его. Гужвите во амбулантите можеби знаат да направат некоја борба меѓу ега, меѓутоа генерално не. Човек кој што има нарушено здравје, моли послушане. Може би имаат некои со диагнози од интернет во последно време, луѓе кои што бараат. Добро, да. Може би малку повеќе со тоа се соочувате. Добро, јас на тоа не предавам многу значење, затоа што нели си ја знам, си ја работам професијата најпрофесионално, си ги знам знаците, нели се насочувам во диагноза и во давање на правилни совети, затоа што многу е битно. Јас на пример немам толку его и сум работела на себе. Нели успевам да постигнам големи успеси во однос на мојата кариера. Ете, сум стигнала до ниво на мои 50 години, сум редовен професор. Реализирана како мајка, имам богатство од квалитетни пријатели и тоа ме прави успешен и среќен човек. Бев, порано бев, ете и тоа и ми беше желба и се реализира, како поставив убави норми во однос на работа, како треба да се работи со здружение. Имам многу пациенти со кои што имам, како да кажам, емотивно поврзано. Значи, некако ти стануваат составен дел од животот, живеат покрај тебе. Секогаш сум тука за да дадам совет. Нели, со оглед на тоа што повеќето од нашите болести и да се акутни, стануваат хронични со текот на времето, а многу повеќето се хронични и бараат нели една постојана комуникација, дали кога ќе се оди на патување, дали кога ќе имаат било какви проблеми здравствени. Значи, ние како професија сме достапни 24/7 и тоа мора нели да се свати дека е така. И имате ли време за одмор, доктор? Ретко. Ама сериозно, верувам дека многу луѓе ги имаат вашиот број кога им треба помош на вистина. Да. Вие сакате на сите да помогнете, но и вие сте човек. Ви треба одмор, ви треба време за семејството. Така што воопшто не е лесна вашата работа. Не е лесна, меѓутоа, фала му на Бога, имам разбирање од моето семејство, кога нели во моментот се имаат потреба од мене, ако јас во моментот морам да реагирам таму каде што морам да реагирам, бидејќи се работи за живот. Имаат разбирање, некако ја научија професијата, дури и кирка ми, за разлика од тоа кога беше многу мала, на вистина не ја сакаше медицината, бидејќи мама беше на дежурства, мама беше на едукација и така натаму. Сега некако како созрева,
а ми се допаѓа што и она созрева со една голема емпатија во душата. Јас на тоа работам, нели, во ова сурово време, сепак навистина се многу ретки деца кои што имаат љубов кон другарчињата, љубов кон светот, љубов кон природата, љубов кон себе. Значи во таа, како да кажам, во тоа формирање на личноста често пати знаат да се изгубат. И ми е драго што почнува да сваќа каква професија е ова и да има љубов кон неа. Така е, бидејќи доколку немаме и љубов кон самите себе си, нели не можеме да дадеме и љубовта на останатите. Тамара, колку ете да речеме ти се соочуваш со тоа некое его кое што да речеме можеби меѓу твоите колеги нели на сцената може да се јави? Па многу често општо познато е дека кај уметниците има многу големо его, но како што каже докторката, многу често се мешаат тие термини. Мислат дека ако се сакат себе си или се самовљубени, дека тоа е его. Не, треба да се научиме правилно. Ако се почитуваме и сакаме себе си, ќе успееме да се сочиме добро со тие што се вистински егоисти или што сакат да наштетат на некој начин. Така да многу е добро да бидеме свесни кои сме, зошто сме таму и дали правилно работиме. Сето останато не е важно. Да, многу бо кажа, не е дека не треба да се почитуваме самите себе си, но тука треба да се направат оние граници, да се разграничат, да не се работи на лошото на другиот, а секако ни на себе си. Ако се почитуваш, треба другите да ги почитуваш, не да се омаловажуваат другите луѓе, да не се забележуваат нивните успеси. Ако некој е добар во нешто, треба да му се каже и да му се признае, зашто да не. Тоа е веќе денес е многу тешко, мислам, дека да признаеме кога некој е добар, а секогаш треба да пружиме поддршка на другиот да ни служи како мотивација. Мене моите колеги што да речеме што се повозрасни, поуспешни, кога гледам каде настапуваат, навистина се огромна мотивација. Штом ти успеале со труд и работа да стигнат до таму, со сигурност можеме и ние, да. Ајде малку за Италија. Зборувавме за Кина, но Италија ајде да кажеме лулката на операта. Верувам дека таму многу сте научиле. Сте имале и колеги од другите држави, што е она што најмногу ве врзува за Италија? За Милано, за другите градови? Да, скоро низ цела Италија имам пеено. Првиот солистички концерт ми беше во Рим. Последно пак настапував со улога во операта Свадбата на Фигаро од Моцарт, во улогата на Барбарина во Милано. И навистина тоа е еден огромен предизвик, бидејќи на многу друг начин се гледа на операта, на самата продукција, многу попрофесионално се настапува од страна на диригенти, на оркестар и на колеги. И бидејќи речиси сите колеги беа повозрасни од мене, имав многу да научам за тој еден месец што бев во Милано. Улогата беше многу интересна, играв 14 годишна девојче, но навистина сум многу задоволна како помина, имавме 4 представи. Сега добив во истата оперска куќа добив и нова улога. Во јуни ја играм Фраскита од операта Кармен. Така да за прв пат дебитирам на француски јазик и за мене е огромна чест, нешто поразлично, поинтересно и со нетрпение чекам. Така, Тамара, секако и ние чекаме да видиме во какво светло ќе се представиш. Драго ни е светско, а наше богатство. Баш така. Се надевам дека си ценета доволно и од институциите тука кај нас. Ако или не баш, секој пат не се препознава тема за уметниците позашто најчесто ги признаваат откако секаде во светот ќе бидат признаени и наградувани, па тука ќе им текнат, ама чеке, овие луѓе се од Македонија. Ајде сега ние да ги наградуваме, место обратно да биде. Точно, но секогаш има индивидуалци, би рекла. Зимото имав можност да пеам новогодишни концерти во Битола со Битолски камерен оркестар и навистина е друго чувството кога настапуваш пред сопствената публика. Секогаш е поемотивно, настапуваш пред твоите луѓе и се надевам на почести такви настани, бидејќи ништо не може да се мери со тоа што е тука. Така, што е дома. Доктор Драгана, колку има во нашето здравство физикални терапии за луѓето кои што добиле мозочен удар и секако се дел за нивно опоравување, а верувам и клучни? Така е, навистина се клучни. Првично ние стартуваме со медикаментозна терапија, меѓутоа, уште во првите денови од хоспитализација кај пациентите со мозочен удар, ние почнуваме со ранна рехабилитација.
Нормално тоа не е некоја ефективна физикална терапија, меѓутоа раздвижување во кревет, превенирање од појава на длабока венска тромбоза, масажа и така натаму, за да, нели, како ќе изминат првите 10 дена, полека почнуваме уште во болница да ги активираме пациентите со цел, нели, да ја подобриме нивната инвалидност. Потоа, имаме одлична соработка со Универзитетска клиника за физикална терапија и рехабилитација. Доаѓаат кај нас на конзилиарни прегледи, ги проценуваат пациентите и ги договараме, значи, кога да појдат кај нив за понатамошен третмент. Апсолутно мощна е битна и раната, меѓутоа и подоцнежната физикална рехабилитација, бидејќи ни ја подобрува функционалноста и ја намалува инвалидноста кај пациенти кај кои што имаме сериозни, да кажам, невролошки дефицити. Така, недостасува ли кај нас капацитет и кадар во тој поглед? Па не знам, не сум размислувала, не ми е тесно подрачје, меѓутоа мислам дека не. Мислам дека не, со оглед дека имаме и физикална рехабилитација и во однос на баните, имаме физикална рехабилитација на Универзитетска клиника, кажав за физикална терапија и рехабилитација, градска општа болница 8 септември, имаме многу приватни центри каде што може да се прави рехабилитација, така да мислам дека не. Затоа што соработувајќи и надвор со луѓе, да речеме, кои што имале мозочен удар и се опоравуваат и секако ги посетуваат тие физикални терапии, сметаат дека регионот е многу понапред од нас и дека кај нас не дека нема кадар, но нема толков капацитет за да одговори на сите оние кои што им е потребно. Во однос на третманите, јас мислам дека идеме напред, со оглед дека пак изборам во име на друга клиника, веќе набавија роботика, значи роботика во смисла на можност за брза рехабилитација на луѓе кои што имаат тежок инвалидитет на нозете или на едната нога, роботика на рака, така да мислам дека добри во однос на капацитетите не знам, меѓутоа лично моите пациенти не се пожалиле. Во однос на тоа дека има дека има проблем со термините, дека можеби треба да се почека, меѓутоа капацитети мислам дека имаме. Така, добро. Има тука една порака, јас мина преска не ја прочитав од задната страна на Пулс на егото, за некој за доцнување е премногу доцна. Што сакаше да кажеш со ова? Понекогаш се случува да добијам мисла и да не можам да продолжам понатаму, зашто е уникатна и единствена. Токму е тоа за доцнување некаде кај што некој ти ги отворил очите, да прогледаш, да видиш, зошто оставаш за подоцна. Навистина многу се задоцнил, затоа што можеби личноста веќе ќе ја нема. Заради тоа е таа порака, дека понекогаш треба добро да се размисли дали можеме навистина да направиме нешто во тој момент, дали треба да оставиме за подоцна или дали веќе тој момент никогаш нема да го дочекаме за да направиме нешто за некого. Затоа секогаш викам, ќе се надоврзам на неа. Најтешко е се што правиш дома да го правиш, затоа што не е само емотивно. Таква тежина носиме, мислам дека треба ли нешто да ни се случи па да знаат луѓето, да дојдат, да испочитуваат, да се направи нешто повеќе, а не има доста квалитетни луѓе. Еве, тука се млада е, толку успешна. Меѓутоа, јас во овие 12 години со своето постоење, навистина само се борам и понекогаш само кога ќе помине настанот кој го правам, само се прашувам имам ли сила за повторно, затоа што сепак се соочуваш со некој разочарување во однос на институции кои што немаат интерес за тоа што го правам. Се прашувам дали некогаш дошло да видат што се прави, каков интерес треба да имаат кога се работи за хуманоста. Не знам тука да треба да има некој интерес, туку навистина треба да застанат и да видат, па нека одлучат што треба да се прави понатаму, дали вреди, значи правиш настан на едно светско ниво, можам да ја наречам гала на уметноста и хуманоста. Да. Правам нешто што е навистина единствена сум во Македонија и се уште се прашувам кој е тој интерес што овие луѓе треба да го имаат за да бидат некаде кај што навистина се најпотребни.
Односно да ги поддржат ваквите настани. Ете, со тоа се соочувам сите 12 години. Јас нема да запрам, затоа што веднаш размислувам за нов настан, да е уште подобар од претходниот. Така. Нешто ново да се внеси во самото нешто. Имам луѓе кои на вистина ме поддржуваат, застануваат со мене за да го сочиниме тој настан да биде на вистина на едно ниво. И мислам дека јас знам зошто постојам, знам што е мојата мисија тука на земјата, јас нема за задоцнам, затоа што им требам на луѓето. А што правам од себе, ја постилам душата, да не се извалкаат кога газат. Браво, Браво. Тоа е она што јас на вистина Во мотивација. ќе остани во моето постоење, сакам да постојам достојно до својот крај и пак ќе речам, кај мене крајот нема крај. Нема крај. Нема крај. Не можам да запрам. Мислам тоа јас. Бесконечноста. Добро, универзумот е таков. Да. Космосот е таков, бесконечен. Својата може да се смисла на каже, постоење кога со ќе си ја постоење. дадеш, мислам дека сите тие негативни работи кои ми се случуваат, сите тие непроспиени ноќи, кога не јадам, не пијам пред самиот настан, значи да биде секако треба, Така. до совршенство некој. Не може да биде совршено, меѓутоа Так, близко до 90% совршено, барем да е да. совршено. Мислам дека ништо не може да го замени тоа да ти постоиш како таков, сама го организираш, сама се менаџираш, сама трчаш. Шо ќе ме запри? Само еден Господ така ме запри. А тој ми ја дал мисијата која што треба да имам на земјата. Така. Знам што правам, така да секогаш ќе бидам тука за тие што им требам. Така е. Добро. Ние тука ќе направиме една кратка пауза, одиме малку со реклами, да се освежиме ние со гостите, верувам и вие, и се враќаме повторно во студио со разговор.